Добре дојдовте на новото видео од предавањата по германски јазик ниво А2. Во ова видео ќе обработиме за конјуктив цвај, односно за можен начин. Да започнеме. Накратко, како вовед, кои типови на конјуктив цвај постојат во германскиот јазик, односно, оние што ќе ги учиме во ова видео, се конјуктив 2 со помошни глаголи, конјуктив 2 со модални глаголи, конјуктив 2 со останатите глаголи и конјуктив 3. Започнуваме со општо за можен начин во германскиот јазик или конјунктив цвај. Што е тоа и кога се користи конјунктив цвај? Конјунктив цвај е поинаква глаголска форма. Се користи за изразување на можна, нереална желба, најчесто, и реален вунш или траум, потоа при учтивост и учтива молба, Höflichkeit und höfliche Bitte, нешто што сме го учеле во видеата од А1, потоа при давање на совет или Ratschlag geben, давање на предлог, Vorschlag geben, и при изразување на услов или реале Bedingung. Понатаму ќе видиме примери за сите овие 5. Какви глаголи се користат во конјунктив 2? Како што кажавме на почетокот, имаме помошни глаголи, а тоа се sein или во превод глаголот е, haben, има, и werden или постанува. Освен помошните глаголи, се користат и модални глаголи. Тоа се können или може, знае, умее. Глаголот wollen, сака, потоа sollen, треба, müssen, мора, dürfen, смее и mögen, обожава. Во оваа табела не го спомнуваме möchten, ќе кажеме подоцна зошто е така. Други глаголи кои се користат, најчесто немаме, и додатни глаголи во инфинитив форма се глаголот werden плюс инфинитив глагол кој било од другите глаголи или модален глагол плюс инфинитив глагол од кој било друг глагол. Како се формира реченица во конјунктив 2? Секој од глаголите се променува. Sein и haben целосно ја променуваат својата форма, плюс добиваат умлаут. Werden и модалните глаголи само делумно се променуваат со додатна буква или со додавање на умлаут. Потоа, од модалните глаголи исклучувајќи глаголот mögen, кој се променува целосно во möchten. И скоро сите други глаголи, освен sein и haben, се користат во комбинација со werden или со модален глагол. Одиме понатаму.
Кои се останати правила при формирање на конјунктив 2? Глаголите во конјунктив 2 се конјугираат поразлично. Например, еа волте, а не еа волт. Односно, класично еа волт, тој сака. Во конјунктив 2, еа волте, тој би сакал. Второ правило, кога со модален глагол или со верден се комбинира друг додатен глагол, тогаш додатниот глагол е во инфинитив форма секогаш, без разлика дали е правилен, неправилен или деллив глагол. И стои секогаш на крај на реченицата. Да видиме пример. Würden Sie bitte den Zahn reparieren? Би го поправил ли забот? Со црвена боја ни е глаголот werden во конјунктив 2 конјугиран, а со зелена боја на крајот на реченицата ни стои додатниот глагол reparieren или поправа, кој е во инфинитив форма. Втор пример, könntest du das Licht einschalten? Би можел ли да ја вклучиш струјата? Во овој случај, како додатен глагол на крај на реченицата, имаме деллив глагол einschalten, кој стои во инфинитив форма. Како се конјугираат глаголите во конјунктив 2? Бидејќи кажавме дека се конјугираат поразлично. Се конјугираат малку поразлично од класичното конјугирање. Ја променуваат својата основа, зависно од тоа кој глагол е, се променуваат делумно или целосно. Врз основата добиваат малку поразлични суфикси. Да видиме во табелата, од левата страна имаме класично конјугирање, што сме го знаеле досега, а од десната страна конјугирање во конјунктив 2. Класичното конјугирање можете да повторите од видеото во A1, германски глаголи дел 1. Ich habe, во случајов го даваме глаголот haben како пример, значи имаме суфикс е, во второ лице есте или hast, во трето лице еднина имаме т или hat, во прво лице множина n или haben, второ лице множина наставката т или ihr habt, и трето лице множина имаме наставката n или haben. Ова веќе го знаеме уште од видеата за A1. Во конјунктив 2, истиот глагол haben или има во превод ќе го конјугираме поразлично. Прво лице еднина добива наставка е или, односно се променува во хете. Второ лице имаме наставка est или hetest. Во трето лице еднина наставката е er sie es hätte. Во прво лице множина наставката n wir hätten. Второ лице множина et, односно hättet. И трето лице множина имаме sie hätten. Во оваа табела можете да ги заприметите разликите меѓу класичното конјугирање и конјугирање на конјунктив 2. Со цел да стане појасно, во следните минути ќе објасниме со повеќе примери.
Започнуваме со помошните глаголи во конјунктив 2. Кажавме дека sein и haben се едни од помошните глаголи кои се користат во конјунктив 2 и тие целосно ја променуваат својата форма плюс добиваат умлаут. Да видиме примери. Во средната мала табела ги имаме правилата за конјугирање во конјунктив 2 како потсетување. Во левата табела имаме споредба меѓу класичен глагол и глаголот, истиот глагол во конјунктив 2. Кој имаме глаголот sein, или sum, кој се променува во конјунктив 2 во верен или би бил. Значи опишуваме можен начин. Ich bin во класичен говор би бил ich wäre во конјунктив 2, односно јас сум и јас би бил. Du bist или ти си и du wärest, ти би бил. Er, sie, es ist, односно тој е, та е или тоа е, во конјунктив 2 се променува во вере или тој би бил, таа би била или тоа би било. Wir sind и wir wären. Ние би биле. Ihr seid и ihr wäret. И sie sind се променува во sie wären или тие би биле. Тоа беше за глаголот sein, кој се променува во wären. А сега за глаголот haben, на ист начин ќе опишеме. Глаголот haben или во превод има се променува во hätten и би имал. Ich habe, јас имам, се променува во ich hätte или јас би имал. Du hast, du hättest, ти би имал. Er, sie, es hat и er, sie, es hätte. Wir haben и wir hätten. Ihr habt се променува во ihr hättet и sie haben се променува во sie hätten. Значи, ако ги знаеме правилата на конјугирање на конјунктив 2, што се во средната табела, многу лесно ќе го конјугираме кој било глагол. Продолжуваме понатаму. Кажавме дека werden исто спаѓа во помошни глаголи кои се користат во конјунктив 2 формата. И едно правило е дека werden и модалните глаголи само делумно се променуваат. Односно добиваат додатна буква или некоја од буквите се променува во умлаут. Да видиме исто пример како со sein и haben. Глаголот werden или постанува, што го знаевме до сега, во конјунктив 2 се променува делумно во würden или би постанал. Ich werde, ich würde. Du wirst се променува во du würdest. Er, sie, es wird се променува во er, sie, es würde. Wir werden, wir würden. Ihr werdet, ihr würdet. И sie werden се променува во sie würden. Значи, по истите правила на конјугирање како sein и haben.
Продолжуваме со модалните глаголи во конјунктив 2 формата. Кажавме дека верден и модалните глаголи само делумно се променуваат со додатна буква или умлаут. Од модалните глаголи исклучок е глаголот mögen, кој се променува целосно во möchten. Ке видиме и пример. Во средната табела, кој имаме правилото за конјунктив 2, конјугирање на глаголите, во левата табела ќе го конјугираме глаголот können, што значи може, знае или умее. Тој ја променува својата форма во конјунктив 2 во könnten, односно би можел. Глагол добива само една додатна буква, буквата Т. Ich kann, ich könnte. Или јас би можел. Du kannst во конјунктив 2 е du könntest. Sie es kann се променува во könnte или тој би можел, таа би можела и така натаму. Wir können или ние можеме се променува во wir könnten, ние би можеле. Ihr könnt во ihr könntet и sie können во sie könnten. Значи многу лесно. Останатите модални глаголи ги имаат истите правила. Да видиме за глаголот волен или сака. Во конјунктив 2 се променува во wollten или би сакал. Ich will, ich wollte. Du willst, du wolltest. Sie es will се променува во wollte. Wir wollen, wir wollten. Ihr wollt, ihr wolltet. Sie wollen, sie wollten. Многу лесно. Да видиме и за останатите модални глаголи. Следен е глаголот sollen или треба, кој се променува во sollten, би требал. Ich soll, ich sollte. Јас би требал. Du sollst, du solltest. Sie es soll, sie es sollte. Wir sollen, wir sollten. Ihr sollt се променува во ihr solltet и sie sollen се променува во sie sollten. Следен модален глагол кој ќе го конјугираме во конјунктив 2 е глаголот müssen, во превод на македонски јазик мора. Глаголот müssen се променува во müssten, односно би морал. Ich muss, ich müsste. Јас би морал. Du musst, müsstest или ти би морал. Muss или sie es muss, müsste, wir müssen се променува само со една буква, wir müssten, ihr müsst, ihr müsstet или тие би морале и sie müssen се променува во sie müssten или
тие би морале. И последните два модални глаголи се глаголот dürfen, кој значи смее, тој и глаголот mögen, за кој ќе опишеме покасно. Глаголот dürfen се променува во dürften, односно добива само додатна буква Т. И го променува значењето во би смеел. Ich darf при класично конјугирање се променува во ich dürfte во конјунктив 2. Du darfst, du dürfest. Er sie es darf, er sie es dürfte. Wir dürfen, wir dürften. Ihr dürft се променува во ihr dürftet или тие би смееле. И sie dürfen се променува во sie dürften или тие би смееле. Последниот глагол од модалните, кој се користи во конјунктив 2, е глаголот mögen. Како што кажавме, тој се променува целосно во глаголот möchten. Глаголот mögen значи обожава, а глаголот möchten би сакал, односно опишува можен начин. Ich mag се променува во ich möchte. Du magst се променува во du möchtest. Er sie es mag во er sie es möchte или тој таа тоа, односно тој би сакал, таа би сакала и слично. Wir mögen или ние обожаваме се променува во wir möchten или ние би сакале. Ihr mögt се променува во ihr möchtet или вие би сакале. И sie mögen во sie möchten или тие би сакале. Или, ако зборуваме со персирање, вие би сакале. Бидејќи се трудиме нашите видеа да не бидат предолги, ова видео за конјунктив 2 ќе биде поделено во два делови. Во следниот дел ќе ги доопишеме типовите на конјунктив 2, ќе дадеме и вежба, пример реченици и на крајот ќе извежбаме неколку реченици да видиме што сте запамтиле. За кратко време очекувајте го вториот дел од истото предавање.